Битола градот со исклучително богато минато при крајот на владењето на овие простори на Отоманската империја, како еден од центрите на царштината, го добил епитетот конзулски град. И не случајно. Тука се вкрстуваа интересите на силно развиените европски земји, но и на новосоздадените балкански држави. Додека големите земји ги штитеа пред се и над се економските, политичките и военно-стратешките цели, Грција, Бугарија и Србија во Битола отворија конзуларни представништва со сосема друга намена. Преку разни пропаганди да го придобиваат населението со видлива намера еден ден Македонија или делови од неа да прилепат кон нивните земји. Ова е приказна за градот на конзулите. Град каде се кроеле планови за кои денеска нешто се знае, но има такви планови кои никогаш не стигнале до очите и ушите на јавноста. На потегот од денешната библиотека, вдолж целата денешна улица Кирил и Методий, некаде до площадот Магнонија или во должина од нецели 1000 метри, пред 100 години функционирале дури 5 конзуларни представништва. Можете да си замислите колку и каков бурен живот се одвивал тука, во срцето на Битола, недалеку од црквата Свети Димитри. Втората половина на 19-тиот век, или така наречениот конзулски период за Битола, ќе го означи отворањето на првиот конзулат. Именно на 28 октомври 1851 година, Кралството Велика Британија за прв конзул на својата земја во Битола го назначува Џон Лангфорд. Интерес за носење во Битола на свој представници имале и други земји од Европа.
но Велика Британија поитала да биде прва. Како тогашна голема империалистичка сила, била животно заинтересирана за инвестирање на сопствениот капитал во големата турска империја. Покрај генералниот конзул во Солун, Битола како еден од центрите на империјата, заедно со уште неколку други поголеми градови, го доби првиот вицен конзулат на кралството Велика Британија. Се до почетокот на Балканските војни, низ конзулатот во Битола, сместен токму во оваа зграда што сега ја гледате, минале повеќе конзули кои оставиле силен белег врз животот на градот. Тоа се случило особено во периодот пред илинденскиот период и потоа, кога до своите центри конзулите испраќале бројни извештаи за случувањата во Битола. По Џон Лангфорд, за конзул во Битола е назначен Џејмс Макгрегор, кој ќе ги мине најбурните години за Битола во својата историја. Ќе ги доживее настаните од илинденскиот и поилинденскиот период. До 1912 година, вице-конзули на кралството Велика Британија во Битола биле уште и Јанг, Монахан, Хејткот и Тоулмин. Англискиот конзулат беше сместен во зградата што денеска се наоѓа наспроти библиотеката. Оваа зграда денеска ни оддалеку не е тоа што некогаш била. Дури постои опасност дел од неа да се урне. Според кажувањата на постари битолчани, во големиот двор на некогашниот британски конзулат имало тениско игралиште, а крај самата авлија и минијатурна зоолошка градина. Имено некој од конзулите во кафез чувал голема мечка. Остатоци од кафезот се најдени многу години подосна, кога во дворот е градена приватна зграда. Во низата конзулати на денешната улица Кирил и Методи, втор поред од библиотеката кон црквата Свети Димитрија, како објект е објектот на српскиот конзулат. Новата српска држава, во насока на реализација на своите освојувачки инспирации, конзулат во Битола отвори во 1888 година. Прв српски дипломат бил Димитрije Боди, а прва негова задача била да формира општини кои во својата агенда ќе ја имаат потребата за отворање на што поголем број српски училишта. Така почнува големата трка меѓу трите балкански земји Грција, Бугарија и Србија. Битката за секој човек била безпоштедна, а некогаш се спроведува и на џентлменски основи. Се разбира со договори. Трите земји имале своји математики и сметале на свој дел од Македонија. Во 1895 година со српскиот конзулат во Битола раководел Милојко Веселиновиќ. По него дошол Василјевиќ, а во приквечерините на Илинденското востание конзул на Србија во Битола станал Михајло Риштиќ.
По Ристик за нов конзул бил назначен Светозар Станоевиќ. Него го заменил Сава Томиќ, а од февруари 1908 година должноста конзул ја превзел Љубомир Михајловиќ. Овој период е карактеристичен по тоа што балканските земји тајно коват планови како да ја освојат Македонија и поделат меѓу себе, односно како да ги избркаат османиите. Во некоја од просториите на оваа сега навистина руинирана зграда, каде што делувале српските конзулати, престојувал и работел прво како писар, а потоа и како вице-конзул познатиот комедиограф Бранислав Нушич. Нушич тука во Битола и се оженил, а подосна добил дури и 3 деца. Нушич повторно во Битола дошол во Битола 1913 година како окружен началник. Објектот во кој делуваше српскиот конзулат е изграден при крајот на 19. век. Недалеку од Камен мост, речиси на самиот брег од некогашната битолска река Курдерес, беше сместен италијанскиот конзулат. Некогаш зградата изгледаше вака, а еве како е денеска. Објектот е граден при крајот на 19. и почетокот на 20. век. Според архитектонските карактеристики припаѓа на стилот на електична градба со неокласични елементи. Во 70-тите години од 19. век Италија водеше своји војни и имаше бројни своји проблеми околу обединувањето. За Балканот и Македонија пројави интерес многу подосна од другите европски земји. Ја интересира изградбата на патната и железничката мрежа. Италијанското кралство вработи тогаш над 1500 рудари, зидари, надничари и други работници. И така и се роди идејата за отворање на конзулат во Битола. Во април 1895 година во Битола доаѓа првиот италијански конзул Џузепе Росет. Италија е последна што отвори конзулат во Битола, но и последна го затвори својот конзулат. Последен конзул беше Аугусто Кастелани. Инаку Италија во Битола ја представувале 22 конзули или вице-конзули. Покрај Велика Британија, меѓу првите европски земји, свој конзулат во Битола отвори и Австро-Унгарија. Тоа се случило во декември 1851 година, односно околу 1 месец подосна по отворањето на британскиот конзулат. За прв конзул бил назначен Фридрих Маер. За време на бурните битолски настани, пред и по Индеското востание, Австро-Унгарија во Битола ја представувал конзулот Август Крал, за кого се вели дека навистина
добро го познавал овој крај и бил еден од најинформираните конзули. Настаните ги дознавал не само пред конзулите, туку дури и пред локалните власти. И Австро-Унгарија на повеќе наврати ги менувала своите представници во Битола. Некои тука доаѓале и по втор пат. Покрај крал, свој белек оставиле и Оскар Похашка, Паркер, доктор Ранци, Рикард Опенхаймер, Јехлишка и Тахи. Австро-Унгарскиот конзулат бил сместен во зградата која денеска е позната како Магнолија. Како и британската, така и зградата во која бил сместен Австро-Унгарскиот конзулат била изградена во втората половина на 19 век. Била собственост на битолскиот рентиер Икономов. Од завршувањето на Балканските војни до денеска оваа зграда имала повеќе намени, а долг период беше стамбен објект во кој живееа повеќе семејства. Во 1854 година во Битола своје конзуларно представништво отвори Франција. Прв вице-конзул бил Белан. По него доаѓа Делек де Буга. Но конзуларното представништво во Битола немало долг век. Франција имала вакви представништва во многу земји низ светот. Поради финансиски причини го затвори конзулатот во Битола за некое време, за повторно да го активира во времето кога значително се зголемиле странските пропаганди на овие наши простори. Францускиот конзулат во Битола бил повторно активиран во 1895 година, што значи дека и француските конзули биле сведоци на настаните од илинденскиот и поилинденскиот период. За нов вице-конзул бил назначен Макс Шублие, а по него доаѓаат Еуген Готие и Ален Джулио. Зградата во која некојаш бил сместен францускиот конзулат е изградена 1903 година како собственост на црквата Свети Димитрија. Од тогаш до денеска се користи како административен објект. Покрај поголемите земји, како Русија, Велика Британија, Франција, Италија и така натаму, интерес за отворање на конзуларно представништво во Битола пројави и ново формираната балканска држава Грција. Ова земја конзуларно представништво отвори во 1859 година. На чело на конзулатот е поставен Герасимос Валијанос. Вице-конзулатот 3 години подоцна прерасна во конзулат. Така почна организираното делување на грчката дипломатија на просторите на нашиот регион. Најсилното оружје беше пропагандата.
По Герасимус, конзул на Грција во Битола стана Вангелиос Антипас. Антипас, во наводници се разбира, најмногу се ангажирал против отворањето на училишта на народен јазик во Битола. Во годините натаму, грчката пропаганда се повеќе се засилувала, за што се трошеле многу пари. А се разбира, покрај Грција, огромни суми пари за пропаганда трошеле и Бугарија и Србија. Битола градот со исклучително богато минато при крајот на владењето на овие простори на Отоманската империја, како еден од центрите на царштината, го добил епитетот конзулски град. И не случајно. Тука се вкрстуваа интересите на силно развиените европски земји, но и на новосоздадените балкански држави. Додека големите земји ги штитеа пред се и над се економските, политичките и военно-стратешките цели, Грција, Бугарија и Србија во Битола отворија конзуларни представништва со сосема друга намена. Преку разни пропаганди да го придобиваат населението со видлива намера еден ден Битола градот со исклучително богато минато при крајот на владењето на овие простори на Отоманската империја, како еден од центрите на царштината, го добил епитетот конзулски град. И не случајно. Тука се вкрстуваа интересите на силно развиените европски земји, но и на новосоздадените балкански држави. Додека големите земји ги штитеа пред се и над се економските, политичките и военно-стратешките цели, Грција, Бугарија и Србија во Битола отворија конзуларни представништва со сосема друга намена.
Преку разни пропаганди да го придобиваат населението со видлива намера еден ден Македонија или делови од неа да прилепат кон нивните земји. Ова е приказ за градот на конзулите. Град каде се кроеле планови за кои денеска нешто се знае, но има такви планови кои никогаш не стигнале до очите и ушите на јавноста. Конзулат. Објектот е од типот на јавни објекти. Архитектонски е решен со визба, приземје и кат. Бил изграден за романско училиште, а покасно објектот е користен од романскиот конзулат. Главна и основна цел на романската пропагандна дејност била да се придобие влашкото население, односно да го отргнат од другите влијанија. Романија инаку меѓу последните побарала од Турција право да отвори дипломатско представништво во Битола, и тоа во 1895 година. Прв представник на Романија во Битола бил Константинеску. За време на Инидеското востание во Битола престојувал дипломатот Паденау, а по него дошол Александар Емануел Лаховај. Потоа доаѓаат конзулите Концеску, Пениуеску и Константин Барлеан. Бугарија право да отвори свој конзулат во Битола добила во 1908 година, кога станала независна држава. Бугарското кнежество, меѓутоа, прво отворило трговско агентство, и тоа една година порано. Прв човек во агентството бил Стојчев, кој ја развивал агендата дека македонците се исти како бугарите и дека Македонија е само географски поим. По Стојчев со бугарското агентство работел Михајлов, а на негово место дошол доктор Кулишев, кој што по половина година бил заменет од доктор Башков. Со доаѓањето на Андре Ташков, меѓутоа, агентството се стабилизирало, што му овозможило на Ташков да остане подолго време на својата функција. Потоа со бугарското трговско друштво раководел Живко Добре, кога го заменил Нетков. Во 1908 година бугарското кнежество се здоби со целосна независност и агентството во Битола се подигна во ранг на дипломатско представништво. Зградата во која беше сместниот конзулат, а денеска се наоѓа на улица Јорго Османо, е изградена во почетокот на 20 век.
повеќе години се користела како резиденција на бугарските конзуларни представници. Се обидовме без многу да навлегуваме во детали, да подсетиме на едно време кога Битола беше нарекувана конзулски град. На времето кога конзулите значително придонесоа битолчани да го променат начинот на живење. Битолчани се облекуваа по европска мода, а куќите се градија во стилови кои од Битола, кој векови наназад наликуваше на ориентален град, да добие белег на европска средина. Од тогаш минаа 100 години, а сепак Битола и денеска го носи истиот епитет. Во времето кога со овие простори владееле османлиите, во Битола имало 9 активни конзуларни представништва, а денеска во Битола делуваат 2 генерални конзулати на Грција и Бугарија и 9 почесни конзуларни представништва на Англија, Руската Федерација, Турција, Франција, Србија, Романија, Словенија, Хрватска и Црна Гора. Така е сега. Како ќе биде во иднина, ќе покаже времето.